Добро вечер. Со воведни зборови на одбраната во судница во Идризово продолжи судењето за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Своите аргументи дека немаат одговорност во трагедијата ги изнесоа и тројцата поранешни градоначалници на Кочани. Одбраната на поранешниот градоначалник Ратко Димитровски истакна дека обвинението представува преседан во правната практика, особено во делот на утврдување на причинско-последична врска. Одбраната на Николчо Илиев и Љупчо Папазов нагласи дека постапката се води врз основа на нецелосна истрага и без обезбедени факти кои директно ги поврзуваат со катастрофата. Родителите на загинатите пред судница дојдоа со транспарент со фотографии на своите деца и побараа правда. Кога го погледнав дописот, се обратив до Министерството за економија. Тогаш, како и у многу други случаи, сигурно се кажало дека се мешам таму каде не ми е местото. На овој допис од 19.10.2012 година до сега немам добиено одговор. Веднаш наредниот ден, општината Кочани изготвува и праќа нов допис со наслов "Ве молам, барање за неиздавање лиценца". Во оваа судница, како што ветува и самиот почеток, ќе бидат изнесени многу аргументи и факти кои можеби нема да му се допаднат некому, но ќе бидат првиот чекор или првиот патоказ дека сте на вистинскиот пат кон утврдување на вистината. Го донесовме транспарентот со нашите 63 убиени деца, бидејќи да ги подсетиме убииците на нашите деца што направија, бидејќи на претходното рочиште тие се изјаснија дека не се виновни. Никој не покажа барем човечност, а сите ние знаеме кој е виновен и се надевам дека ќе добиеме правдата за нашите убиени деца. Секоја отстапка од македонска страна резултира со нов услов и заради тоа се потребни гаранции од Европската унија, смета премиерот Христијан Мицкоски. Барањата за гаранции од Европската унија според него се логични и произлегуваат од искуствата од минатото, а владата нема да прифати процес кој ќе отвори простор за нови условувања. Премиерот на денешниот брифинг со новинарите истакна дека поучени од институционалната меморија од минатото, дека секоја отстапка создава простор за нови услови. Уставните измени се само почеток и утре да ги внесеме бугарите во уставот, прашање е само дали за 3, 6 или за 9 месеци ќе имаме нов услов. Едно е политика, а друго е национален интерес. Прашањето е дали ќе продолжиме по овој пат да бидеме наивни дека ако правиме отстапки, тоа е начинот. Јас не мислам дека тој пат е добар. Овој пат по кој оди оваа влада е тежок, но не е срамен, рече премиерот на средбата со новинарите. На Меѓународниот ден за борба против корупцијата, новиот прв антикорупционер официјално ја презеде функцијата, откако во собранието даде свечена заклетва пред собранискиот председател Африм Гаши. На првиот работен ден Адем Чучулј најави транспарентност и поправање на последната оценка на Европската комисија. Ќе се залагам за транспарентна работа на институцијата, но и ќе барам како тим ќе бараме одговорност и транспарентност со сите институции. Оценките на Европската комисија се такви какви што се. Ќе се залагам како председател да ги поправиме тие оценки. Се надевам ќе имам поддршка од целата комисија да ја зголемиме нашата проактивност во делот на проверката на имотната состојба на избраните именуваните лица. Најодговорно тврдам дека апсолутно нема никаков проблем со буџетот. Проблемот е од техничка природа во УЈП, вели министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кучовска, одговарајќи на новинарско прашање за повратот на ДДВ. Во однос на задолжувањата од ресорното министерство велат дека државата се задолжува во рамки на планираното согласно буџетот за 2024, а за идната година веќе се анализираат пазарите. Проблем во Министерство за финансии најодговорно тврдам дека нема. Еве, ако некој мисли дека има, го повикувам Државниот завод за ревизија веднаш да влезе во Министерството, веднаш.
после оваа дискусија веднаш да дојдат и да видат дали во системот стојат налози за мој ДДВ. Технички е проблемот. Оно што го зборуваме во континуитет. Не можете вие да очекувате 7-8 години да не се надгради ништо во управата за јавни приходи и после толкав период вие да очекувате наеднаш сега да биде секако што треба. Ентеробактер во мусаката и ешерихија коли во намазот во кујната на Димо Хаџидимов покажале резултатите од лабораториските тестирања на земјините мостри, храна и брисави од работни површини, прибор, машини и од вработените лица во кујната во основното училиште Димо Хаџидимов. Операторот со храна доби 2 парични казни по 900 евра и дополнителна парична казна поради немање соодветни технички услови за работа. Со заимените мостри храна од основното училиште Димо Хаџидимов било потврдено дека послужената мусака не ги задоволува микробиолошките критериуми за безбедност, односно утврдено е присуство на бактерија ентеробактерицијаси. Од заимените мостри храна и брисиви, од зборанки на превентивните вонредни контроли по 9 основни училишта, кај една мостра од храна намаз, утврдено е присуство на бактерија ешерихија коли, за што е наредено намазот да се истврли од употреба. 2 од тестираните брисиви биле позитивни, но кај нив е утврдено и присуство на патогени бактерии. На операторот со храна за утврдените недоследности со превентивните вонредни контроли изречени му се 2 парични казни по 900 евра во денарска противвредност, 600 евра за операторот и 300 евра за одговорното лице. Ова беше последна информација во вечерните вести. Останете со Канал 5. Пријатно.